Здраво на сите што го следите подкастот на Плюс Инфо. Ова е трето и последно интервју со кандидатите за лидер на СДСМ на изборите што се закажани за внедела на 30 јуни. Гостин во нашиот подкаст денеска е Јово Деспотовски, највоинствениот меѓу кандидатите, првиот кој всушност обзнани дека ќе се надпреварува во неговиот втор обид за да седне на лидерското, на шефовското место на Бихачка. Добар ден, господине Деспотовски. Благодарам за поканата, добар ден. Оваа недела имавте мал пех, здравствено опериравте слепо црево, дали во се реворе, дали се добро помина, како се добро помина, да, среќа имавме голема, како викаат старите, Господ ме посека да бидеме во Скопје дента. Се вративме од неколку дена, бевме низ државата со преспивање. Така што добре што се случи тука и ете, заврши помина, така што се евате. Ви посакувам добро здраве, се разбира. Што треба да стори господин Деспотовски СДСМ да не стане слепо црево во македонскиот политички организам? Веќе е тоа во моментов. Добро, не можам согласам баш дека сме слепо црево во македонскиот политички организам, меѓутоа дека не е сења ситуацијата, не е тоа сите ми јасно, не би се навратил, ова се зборуваше наназад, не само последните 2 месеци се зборува наназад долго време. СДСМ треба да се врати да стане повторно СДСМ. Онако како што го памтат луѓето, како што го очекуваат луѓето да биде. Тоа значи да биде принципиелен, голем, да застапува своји вредности, да има јасни ставови за прашањата и да се бори за тие ставови по тие прашања. Ние и ставовите, и цврстината, и големината ги изгубивме по пат сите овие години. За жал, и на крајот се сведовме на, ајде, ако сакате да кажеме така, можеби кираџија во собствената блага. Значи, ние се сведовме, дојдовме во ситуација во која што луѓето престана не да ни веруваат на нас во тоа што го зборуваме, луѓето престана да веруваат дека сме во можност или дека сме потентни било што спроведеме. Односно, прво донесеме одлука, понатаму и да спроведеме. И знаете како за таква партија ниту вие, веројатно ниту јас не би дал својот глас, така што мора се вратиме да стане повторно СДСМ, повторно некој голема, силна, цврста партија со став и партија која што знае да се избори за тој став, а потоа се друго. Ви имавте многу жестоки оценки деновиве, во некои изјави велевте луѓето веќе не сакаат да не гледаат вакви, ни во Струмица, ни во Паланка, ни било каде. Како дојде СДСМ на тоа дереče? Кога се случи тоа? Зошто? Па тоа се случува очигледно години назад во континуитет. И тие изјави се всушност тоа е веќе и мој став, меѓутоа тие изјави ги слушаме и тие ставови ги слушаме од луѓето каде што одим. Че во изминативе 20 на дена посетив повеќе од 30, можеби 35 различни општински организации, кои поголеми, кои помали. Мислењето и ставовите се неподелени. Значи, ако околу нешто се обединуваат членовите во СДСМ, тоа е става дека не е добро. И дека не треба да биде вака, и дека ова треба да престане. И не се задоволни апсолутно од самата ситуација. Не треба понатаму да се живееме во впечатокот дека сега треба сите да се обединиме околу одреден човек или околу одредена програма и дека сите заедно треба да продолжиме напред. Го зборам сите заедно, дека се се однесува на раководството и на функционерите и така натаму не. Че луѓето барат промена, луѓето барат буквално рез, радикален. По некои места тоа не го зборува дури никако нож, него го зборува дури како сатар, че радикално се пресече. И едноставно се почне однова. И затоа е нов почеток. Всушност, повторно ќе кажем, работите кои што ги зборувам, она што велите вие воинствено или радикално, се должи на енергијата и пораките кои што ги пријаваме луѓето. Така што она што го зборувам, во суштина само го рефлектираме што го слушаме на терен. Така што не е добра ситуацијата, треба да. Вие и во еден разговор неформален што го имавме пред да влезете практично во оваа трка,
СДСМ единствената партија која има непосредни општи избори за председател. Колку е тоа добро лошо ќе покаже времето, но кога се амбицирате, ми најавивте дека всушност ќе се борите за радикален дисконтинуитет, она што сега го зборувате. Што значи тоа радикален дисконтинуитет? Кадровски, идеолошки? Во секаква смисла. Не идеол, значи СДСМ никогаш официјално не ја смени својата идеолошка матрица. Значи никогаш ние не седнавме на конгрес да кажеме дека денеска повеќе не ги застапуваме традициите на АСНОМ и на Крушевскиот манифест и дека денеска ќе одиме по, не знам, друга приказна, друга патека. Ние застранивме во спроведувањето на таа идеологија. Ние по патот во градењето на ставовите по одредени политики почнавме да се однесуваме многу различно таа идеолошка матрица. Така што не мислам дека треба да имаме дисконтинуитет со нашата идеолошка матрица, треба да имаме дисконтинуитет со политиките. Дефинитивно со начинот на практикување на политиките и сега со кадрските решенија. Кога зборуваме радикален подразбира без никаков компромис, без никакви коалиции со тоа што случувало до сега. И кога ме прашуваат луѓето сега кои се луѓето од вашиот тим со кои што утре би ја воделе партијата, јас кажам отворено. Прво, на 30 избираме председател на партијата, тоа значи дека се фокусираме сега на председателот на партијата. Второ, дека ќе оставиме можност за клучните позиции да има барем по неколку кандидати за да можат луѓето на вистина да го изберат најдоброто решение. И трето, како основен критериум, а тоа е дека ниту еден од актуелното раководство на партијата, кој што луѓето го перцепираат како виновник или виновници за она што не се случува сега, нема да биде дел од тој тим. Така да тоа е радикален дисконт. Значи буквално, како што кажав, никаква коалиција, никаква соработка со она што не се случуваше до сега. За вас велат вака во некои од, ајде да речем, малку позлобните коментари. Вие сакате да направите кадровски дисконтинуитет со ова раководство, односно со раководството на Заев и со сите практики до сега, добро? Со практики до сега. А вие бевте всушност назначени на Заев за директор на фондот за иновации, потоа дека сте практично негов човек, негов кадар. Не би се согласил со таа констатација, знаете како, значи јас функционирам во СДСМ 30 години. Не мислам дека актуелниот председател на партијата кога назначува одредени луѓе, дека тие луѓе се негови луѓе. Значи председателите на партијата се назначуваат луѓе на клучните позиции. Тој така мисли. Тој е го право. Ниту фондот за иновации, ниту дирекцијата за ТИР се клучни или биле перцепирани како клучни позиции во владата, се разбере. Значи фондот за иновации никој не знаеше дека постои. Институцијата постоела многу пред мене, ме назначи таму. Така што не би се согласил со тоа. И втора, знаете како, и моето обстојување внатре во рамки на институциите беше со цел да се покаже дека може и поинаку да се функционира. Дека можеме да поставиме одредени мерливи цели и дека можеме да испорачаме резултати за луѓето. И јас за тие два периоди или парчиња од мојата професионална кариера можам со секого да зборувам отворено, без срам и да се ги презентирам резултатите кои што ги имам поставени. Така што дека некој мене ми подарил нешто, не можам да се согласам апсолутно, дека ми била дадена довербата точно, меѓутоа јас сметам дека таа доверба е целосно оправдана. Секој останат треба да застане и се каже за своето парче од учеството во извршната власт и да каже да јас добив доверба таму и таму, го испорачав тоа и тоа, можам да се срамам, не можам да се срамам и така. Имаш изјави од ваши против кандидати во текот на оваа кампања за лидер на СДСМ, која беше прилично жестока, морам да кажам, во моменти. Бевте како човек на човека му е волк во овој период. Добро, може би така треба да биде. Немаше лоши тонови меѓу кандидатите, не би се сложило толку дека. Но имаше една порака, јас ја прочитав дека е упатена можеби и до вас, како и до кандидатот Венко Филипче, дека тие луѓе што можеби немаат срам, но имаат евентуално страф од кривични пријави, од истриги, од обвиненија, дека треба се повлечат во еден момент од трката, да го остават простор за другите. Беа спомнати двајца кандидати,
од третиот кандидат и са не беше многу тешко да се погоди дека Имаше добар коментар на таа тема. Имаше еден од членовите на мојот тим имаше добар кандидат, вика зашто вика само двајца, вика зашто вика сите тројца не се повлечете па да остане тој што го дал коментарот сам. Така да тоа беше добро. Да, така го. Се плашите ли од реално од Значи, пријави, од истраги и така натаму? значи кога сме дискутирале на оваа тема и предходни пред да се нафатам. Мислам, не е поврзано со трката за председател на СДСМ. Јас можеби не знам што све сум правил. Меѓутоа точно знам што не сум правил. И навистина тоа ми возможува да спијам мирно навечер. Втора работа знаете како. Сум бил директор на институција која што има подпишано повеќе од 550 различни договори со различни фирми. Зборам за фонд за иновации. Би сакал навистина еден со кој што би се соочил, може јавно, кој што ќе каже да, вие ми побаравте и јас морав да дадам. Пари, услуга, ручек, што да е, не е важно. Значи нема така. Тоа се однесува и на зоните? Видете, у зоните соработуваме со странски компании, така што тука Полесно е. да, напротив, поприлично се строги правилата на игра тука, така што знаете како повторно ќе кажам, значи на крајот на денот резултатите, значи прво двете институции беа многу транспарентни, се уште се транспарентни. Се што имаше да се каже или да се праша, знаете вие новинарстве, секогаш сме излегувале во прес. И на пријатни прашања и на непријатни прашања. Еднаш месечно сме објавувале резултати и бројки од работењето, јавни финансиите се отворени секогаш се знаат, така што се што имало тековна што предизвикувало интерес во јавноста, секогаш сме го одговарале. Така што дека до прва нешто ќе излезе, а притоа по пат не се видело, се сомневам искрено. Знаете дебатата? Инаку знаете како во политиката, сега нашиот политички опонент е таков како што е. Ја никош не можам да исклучам дека утре може да трнат против еден друг или трет, меѓутоа дека има материјал за такво нешто. Дебатата за карактерите или дебатата за интегритетот е практично дел од секоја политичка дебата пред избори, го гледаме тоа на сите избори во демократските земји. Вие повикавте на дебата, заедничка дебата на почетокот, таа покана беше ваша, повик беше одбиен, но еве јас ја вршам таа улога да ве прашам за непријатните прашања, бидејќи вие мора да поминете низ таа дебата за карактерите. Океј, она што сега сакам да ве прашам, она што предизвика всушност најголема нервоза и најголема драма овие денови, барем така е представена во медиумите, тоа беше на ваша изјава каде што ги сипнавте ракавиците и рековте ајде да не глумиме лудило, не сме кандидати јас и Венко, туку јас и некој друг. Добро. Тој друг е Заев, предпоставувам. Добро. На него мислевте? Да, добро. Да, ви го слушам прашањето, добро. Да. Зошто Заев? Знаете како, неподелен е впечатокот и кај членовите во јавноста, СДСМ е политичка партија, значи ние мораме да внимаваме што се зборува и што се случува во јавноста. Дека поранешниот председател на партијата има сериозно политичко влијание врз изборот сега. И тоа не е добро. Не е добро затоа што нас навистина ни треба процес во кој што ќе оставиме впечаток и кај членот, значи впечатокот е се во политика, перцепцијата е се во политика. Значи ќе оставиме впечаток и кај членовите, кај јавноста, дека имаме навистина процес во кој што луѓето си кажале и си избрале тоа што го мислат дека е најдобро за партијата, а не некој друг. И сметам, се уште сметам, дека впечатокот дека поранешниот председател на партијата има сериозно влијание врз процесот, навистина му штети на процесот. Или штети на партијата на крајот. Со политички кажам. Не велам дека ќе се случуваат работи кои се случува пред 3 години, зборам од аспект на неправилности во изборниот процес, меѓутоа самиот факт дека постои таков впечаток е проблем. И во една прилика исто така кажав и тоа на почетокот на кампањата дека пропуштаме златна можност да поранешните председатели во оваа партија едноставно излезат и кажа дека немаат никакво влијание, никаков фаворит во трката. Само дав еден пример. 2013 година Бранко Црвенковски беше председател на СДСМ. Кога тој се повлекуваше од позицијата, кажа многу јасно, и упати порака на седница на извршниот одбор до сите негови луѓе кои што беа перцепирани дека се блиски до него. Перцепирани. Дека никој од нив не сме да се осмели, да помисли да влезе во таа трка, заради тоа што никој не сме да го злоупотреби, да злоупотреби перцепцијата во партијата дека се блиски до него и неговото влијание. И он тоа брутално го спроведе. Доследно, затоа што он кажа, јас не сакам да
влијаам врз изборот и никој од моите нема тоа да го наруши. И така и би. Во моментот во СДСМ не се случува тоа. Че имаше коментари, значи тие не се мои коментари, тоа се, како што ви кажав, повеќе рефлексија на сето она што го слушаме од луѓето. Аз зборуваме со луѓето, комуницираме кампања. Дека она што се случи, например, со Атина. Атина и посетата тамо, некои го доживуваат како втор клуб на пратеници. Кога беше со тој што ќе дое со мене во клуб на пратеници, ќе биде идниот председател на партијата. И сега луѓето коментираат, па исто ли ова сега во Атина кога појда заедно Венко и Зуки. Така што не е добро. И знаете како ако сме баш во Атина. Не е битно каде е тоа дополнително во ред, да, може би дополнително иритира, меѓутоа сеедно. Со оние смешни изјави. Не разбирам, во ред. Си имам ја мој став за преспанскиот договор, меѓутоа седно да не ги поврзуваме двете работи. Меѓутоа кај луѓето тоа предизвикува сомнеш со право. Реакција со право. И таа реакција не е добра. Повторно ќе кажам, впечатокот на влијание не ни врши работа. И сега, пошто сме 2 дена од изборот, ја се уште еден можеби наивно ќе звучи малце, меѓутоа се уште имаме времето и впечаток да пробаме да го поправиме. И тоа значи кој ќе треба понешто председател да излезе, се одважи да каже, сега колку тоа ќе има влијание реално не знам, и тоа сепак може чекор да се направи. Така што да, за тоа изборував отворено и тоа знаете како фрлени ракавици. Јас само зборував за нешто, знаете како, седим у соба, знаеме дека има слон у собава, ама се правиме дека не го гледаме. Слон е у собата, не е мува. Така што честно си ги кажеме работите сега. Ако нема ние процес сега во кој што работите да ги кажуваме со име и со презиме, ќе се лажеме, ќе се ги ставиме под тепих, на првата следна прилика ќе излезе и ќе ескалира дополнително. И тоа не ни врши работа. Зборам како СДС. Дали една од големите грешки кои доведе до падот на СДСМ во овие сивави години, кулминираше на 8 мај, беше таа навика на Заев да поставува, да октроира кандидати. Со него почна праксата да тој ги именува председателите на општинските организации, да он го октроираше, буквално го излече како квиско, нели, од џебот Димитар Ковачевски. Дали тоа е една од причините за падот? Бидејќи во една демократска партија тоа не треба да се случува. СДСМ е партија која што негова слободарски дух произлезена, нели, Сојузот на комунистите, односно комунистичка партија, носители на сите револуционерни движења, така натаму, да не зборуваме сега многу идеолошки, така е. СДСМ во еден момент почна се обиде да стане ВМРО ДПМН по начинот на организирање на внатре-партиските процеси, што не е добро. Значи, никогаш во СДСМ немало порано, јас сум 95-та година внатре. Значи, никогаш не сме имали ситуација во која што партиската централа кажувала кој треба да биде председател на некоја општинска организација. Значи, никогаш. Имало влијание. Не викам не, меѓутоа тоа влијание секогаш било дозирано на начин за да не се наруши волјата на луѓето во базата, затоа што на крајот на денот зависите од тие луѓе, зависите од тие луѓе на избори, зависите од тие луѓе измеѓу два изборни процеси. Така што тој обид ние да станеме по многу параметри ВМРО ДПМН беше многу успешен, затоа што СДСМ никогаш не може да биде ВМРО. Едно од клучните, да кажеме, столбови во самата програма, ја си пред 3 години во изборната програма тогаш кажа дека моќта на одлучување мора да се врати кај членовите. Еден од начините како се врати тоа е да се воведе непосреден избор на председатели на општински организации. Да се воведе непосреден избор на кандидати за градоначалници и пратеници, затоа што само на тој начин тие нема више да бидат лојални на партиската централа и да се злоупотребуваат од кои да седи во таа зграда, туку баш ќе бидат лојални на луѓето. Пошто тие луѓе се од туѓија и добивме ситуација во која што имате една политичка елита во изминативе години која што нема никаков допринос со реалноста и никаков допринос со луѓе. И тоа луѓето го коментираат секаде. И го посочуваат како една од причините зашто не се случува што се случува сега. Во традицијата на партијата која беше претходник на СДСМ, СДСМ е наследник на Сојузот на комунисти на Македонија, не знам, тогаш сте биле веројатно премлад да бидете во партијата, но може би сте ги следали Титов пионер, да. Ќе ве потсетам, постоеше таква пракса, именно таква пракса за избор на кандидати, делегати на сите нивоа. Во тоа време немаше пратеници, имаше делегати во општинските собранија, во републичкото собрание, кандидати за конгреси, за делегати вамо тамо. Сите тие луѓе се избира во основните организации, во општинските организации, на некакви
горе-долу демократски избори во она време. Па веројатно подемократски него сега. Дефинитивно, дефинитивно. Како може да се... Зошто Македонија се доведе да имаме вакви султан партии како сега? И како вие всушност ќе одолеете да бидете султан председател ако станете председател на партијата? Па јас тоа го кажам секаде, значи јас секојаш појам од премисата дека јас не сум најпаметен во просторијата. Секако не сум попаметен од 15, 20 или 50 глави. И ако се зборам чисто од најосновно, најличен интерес. Ако сакам да бидам успешен председател на партијата, треба луѓето кои што, значи зависам од луѓето, не зависам од себе. Значи можам да имам најсупер прекрасни идеи и проекти во главата и политики, меѓутоа ако нема тие кои да ги спроведе, или ако тие не резонираат со јавноста и со луѓето, проблем. Така што зависиме од тие луѓе. И кога зависиме од тие луѓе, треба да им даеме, како се вика тоа, удел во сопственост. Исто е како во голема корпорација. Имате успешни деловни приказни во кои што сопственик на голема компанија, на средна компанија успешна, дава удел во сопственоста на вработените. Тоа не го прави заради тоа што е дарежлив, ниту го прави заради тоа што е филантроп, тоа го прави проста причина што на луѓето им дава удел во успехот и во неуспехот. Истото и тука. Ние не можеме да дајме удел како акции во СДСМ, ниту треба да дајме удел во таа приказна. Уделот се дава со тоа што ќе им даде право и можност својот став и по кадровски прашања да си го артикулираат на слободно на изборите. На крајот на денот бираат кандидат за градоначалник од сите средби каде што ги имавме, во една или во две општински организации имавме апсолутна слога меѓу луѓето. Немаше никаква критика ниту према градоначалникот, ниту према председателот на општинското раководство. Клучна причина за тоа беше што токму во тие две општински, тоа се Крушево, Охрид веќе не е така. Во 2017 година партијата, односно општинското раководство, се спровело непосредни избори, за избор и на председател на општинската, меѓутоа и на кандидатот за градоначалник. Тоа значи дека луѓето сами си определиле кој треба да води општината. Тој кандидат потоа добил и сега веќе тера втор мандат. Така што тој модел на директна демократија им дава собственост на луѓето и луѓето чувствуваат, како што кажа, и удел во успехот и удел во неуспехот. И вината не ја бараат на друго место. И тоа е клучно за да партијата биде успешна. И тоа не е нешто што ние сега го измислуваме како топла вода. Тоа е нешто што во СДСМ и во СКМ, како што кажавте и самите, постоело и претходно. И тоа е добар и успешен модел на владење, односно на раководење. Во последниве 10-15 години СДСМ беше на вистина како акционерско друштво, ама на мал број акционери во фирмата. Ова вашево ми личи како приватизација по Анте Марковиќ. Сите да добијат удели членовите во фирмата. Знаете како, СДСМ е тоа, значи, секојаш го кажуваме на средбите кај што ги имаме. Значи, ние сме државотворна партија, работиме во за интересот на сите граѓани, секогаш. И тоа СДСМ е политичка организација во која што има членови за чиј интерес треба да се грижи. Тие луѓе се зачлениле во партијата заради одреден интерес. Мора да им дадете собственост. Па кажам, не е таа собственост како парче собственост на правниот субјект, меѓутоа собственост во процеси. Добро, метафорични злорудни. Тие луѓе се чувствуваат сега отфрлени. Сите. И коментарите се во местна организација дека нема состанок, не се разговара за ништо. Единствена тема на дневен ред се кадровските прашања. Сосема погрешно. И тоа откако веќе некој ќе каже кој треба да биде, или не знам, ќе издебатираат, ќе стигнат до одредена листа на кандидати за советници, ќе ги пратат од централа им враќа сосема друго. И им враќа имења, како викаат, им вратиле назад имења во едно од скопски општински со брендови. Не знам какви се тие брендови, имења, добро, не е важно. Кога луѓето повторно ќе кажам, и коментарите се такви, сега повторно мислам, идејата е токму на нив да им дадеме можност да се чувствуваат дека се сопственици на процесите и на одлуките што се носат. И само така ќе може тие одлуки да ги спроведуваат. И само така ќе можат со срце да трчаат за кандидатот кој што верува дека може да добие. И тоа ни гарантира успех на крајот на денот. А не дека Јован Деспотовски е најпаметен и сега откако ќе го избереме за председател, сите решенија кадровски ќе бидат совршени. Бог да чува. Нема се случи. Добро, просветивме многу време на вашите идеи, шеми во врска со кадровската политика и да не испадне како во она позната израка
дека единствената политика во која се разбираат комуњарите, нели е кадровската политика. Сега се најинтересни тие прашања. Да, тоа е една стара максима и некогаш навистина било така, комуњарите уживаат. Добро, ама кадрите ги спроведуваат и другите политики, нека да се погрешна кадровска политика се оди наопачки. Ми сакам две-три прашања за другите политики да ве прашам. Вие на почетокот на овој разговор спомнавте дека СДСМ е партија државотворна, тоа е факт, партија која создава оваа држава, почива на сномските традиции, на традициите на двата Илиндена, тоа е неспорно. Како тоа никој во раководството на СДСМ, во ова раководство, во последните години од Преспанскиот договор до денеска, тоа веќе се долги 7 години, 6 години. Добре. Како тоа никој не се побуни против напуштањето на сномската традиција, освен Бранко Црвенковски во една изјава последно славно интервју на Заев за бугарската агенција БГНС. Ја ќе ве потсетам, лека полека Заев, владата на Заев ги кастреше крилата на Аслом, атрибутите на Аслом. Порано во уставот беа одлуките, пораките од Аслом, после испадна се избришаат и работи само правните одлуки на Аслом. За сега во тоа последно интервју понатаму да се зборува и чекор понатаму за тоа дека всушност Македонија е држава, да, создадена во 45 година, но македонците се нација исто така создадени во 45 година. Не ви пречеше ли си од тој период? Немаше ли мотив некој да го крене гласот и да оди на Маслеч? Чекате бе луѓе, што правиме ние овдека? Значи има само да раздвои работи да ги спомнавте Преспанскиот. Значи Преспанскиот договор е договор кој што ја овозможи на Македонија да стане членка на НАТО. И тоа е многу важно. Јас се согласувам. Преспанскиот договор овозможи македонскиот јазик и македонскиот народ да си добијат уште еден печат, ајде да кажем, на меѓународното признание, кое што и претходно, да кажеме, дело многу имавме, меѓутоа сега буквално се, како се икона, се бетонира. На крајот на денот и реакциите и дискусијата се случуваат во Грција, сега прекумпувањата меѓу Сириза и Нова демократија говорат само дека навистина сме успеале да. И тоа е добар договор. И тоа треба да се каже дека навистина сме го одработиле како што треба. Така да мојот став за тоа е јасен. Односно уставните измени, односно оно што се залагаше во делот на договорот за добросуседство со Бугарија, малку се измеша брзините, признавам. Се согласувам дека интервјуто и изјавите тоаш беа поприлично несреќни, ајде вака политички коректно да ги кажеме. Дозволивме предолго темата Бугарија и измени на уставот да доминира во јавноста. И со самиот факт дека темата предолго доминираше, се појавија многу анализи, аспекти кои што постоја или не постоја, почна да се лепат работи кои што реално не се дел од процесот и на крај се создаде, повторно ќе кажам, политиката, перцепција дека целосно Македонија застранува од ова што го рековте вие, тоа се сномските традиции, влегува во една сосема друга приказна поврзана со ајде неповолен однос, неповолни релации однос со источниот сосед. Овие изјави кои што ги спомнавте идат во тој правец. И тоа е вака да ги расчлени работите у две. Пристапувањето во Европската унија е стратешки важен процес за државата. Може би иницијално начинот на кој што беа поставени работите гарантира на некој начин дека државата ќе чекори безбедно во тој процес. Повторно ќе кажам, фактот дека предолго се одлагаше почетокот и дека во меѓувреме се испозалепија и од Бугарија од кај нас разноразни елементи и карактеристики на уставните измени, веројатно доведе во ситуација да имаме реални стравувања се дека они утре може да бара појма измена на историја, па да се случи тоа, па да се случи тоа и така натаму, и веројатно заради тоа сега имаме потреба да се барат некои гаранции. Јас отворено ќе кажам дека во многу јавни настапи досега сум зборувал во прилог на пристапувањето во Европската унија, во прилог на потребата да се разгледаат и да се донесат уставните измени како такви. Значи, ако ги разграничиме, ако зборуваме за уставните измени како внес на етнички заедници во уставот, при тоа имаме еден куп други етнички заедници во уставот, навистина не го гледам тоа како проблем. Сите одредени стравувања поврзани со
договорот за добрососедство од Бугарија, веќе имаме мек да внимателно се разгледат, ако има потреба се обезбедат дополнителни гаранции од страна на Европската унија, може би треба да се обезбедат тие гаранции и да го одглавиме тој процес и да идеме понатаму. На крајот на денот, предлогот на нашиот политички опонент за кој што доби огромно мнозинство доверба од граѓаните е токму тој, а тоа е да се внесат бугарите во уставот, окей, да имат одложено дејство, како некој начин гаранција дека нема да има дополнителни барања. Меѓутоа тие го застапуваат тој став. Така што јас сметам дека во моментот сме во многу чиста позиција и како СДСМ. Значи ние предлогот што ние го застапувавме паѓа во вода, значи јас дури сега да се врати истиот на маса како председател на СДСМ не би го гласал. Би го остил ВМРО ДПМН да си го испочитуваат тоа што да го работат тоа што го видите пред граѓаните, тоа е моделот на кој што уставните измени веројатно ќе се дополнат со некаков тип на гаранција. Нека го одработат, да го погледнеме, ако е тоа така треба да го поддржиме и да мрднеме понатаму. Затоа што во оваа ситуација во која што државата не е ни наваму ни натаму моделот на ЕУ, сметам дека не му одговара на никого освен веројатно на нашиот источен сосед или структури кај нашиот политички структури кај нашиот источен сосед кои што очигледно да работуваат некоја туѓа агенда. Не е таа наша агенда. Ситуацијата е прилично комплицирана и кај нашиот источен сосед. Да. Тамо нема влада. Сега има дискусија дали председателот треба да го предводи нивната делегација на НАТО самитот во Вашингтон, затоа што председателот нива не се согласувал со војната поддршка што Бугарија дава за Радев, мислам дека каже Украина, така што да, очигледно и тамо има дискусија за тоа кој од политичкиот врв одработува за чива агенда и чиви интереси, не треба се заплеткуваме тоа. И заради тоа кажам, ако се држиме до самиот процес на уставни измени во смисла внесуваме дел од етнички заедници, окей. Све друго што ни треба дополнително како гаранција, дајте ги обезбедиме да го затвориме тоа прашање. Поентата ми беше дека СДСМ направи СДСМ беше раководството на СДСМ, реално во јавноста, направи фатални грешки, првенствено со едно екстензивно толкување, непотребно екстензивно толкување на Преспанскиот договор. Не можам да заборавам како министрите искарани од Заев, не знам дали вие сте биле во таква ситуација. Не сум министер, така да не знам. Како папагали, сте директор, викам данес. За Северна? Да, века за Северна, како папагали збореа Северна. А мислам и кога на ручек одеа дома на жените, велеа што има на ручек во Северна Македонија. Сега се обрука Заев, чесно се обрука во Атина, вели македонскиот воздушен простор, таа некоја конференција, тамо го поправа некоја жена Северна Македонија. Преспанскиот договор е јасен, ги дефинира службените употреби и така натаму. Се претера со тоа. Се претера, вие велите, имплицира договорот со Бугарија, разговор за историјата. Разговорот во историјата тече. И ние подпишани се 2 протокола во кои се кажани некои работи кои апсолутно не држат и немаат контакт со некаква реална историја и така натаму. Ке луѓето се стекна впечаток дека го предавате идентитетот, дека го предавате она што е субстрат на македонската нација. СДСМ, идниот лидер, веројатно ќе мора тоа да го промени, иначе ја не знам како ќе одите на избори без една таква сериозна промена. Без враќање, видите, вие велите да се вратиме на идеолошките корени. Да. Па Македонија, македонството, македонскиот идентитет е ваш идеолошки корен, главниот идеолошки корен. Тоа и социјалната револуција, промената на власта. Ке се вратите ли на тој корен? Тој е клjuč, барем така ја гледам. Значи, повторно ќе кажем, јас не мислам дека значи ние сме застранали во практикувањето или се во чекорите или во политиките поврзани со идеологијата. Ние идеологијата никогаш не сме променили официјално, така што нема на што да се враќаме. Ние само треба да бидеме доследни во спроведување на тоа што го има. Не сме биле доследни со гласот. Повторно ќе кажем, предолго стоеше темата отворена и се дозволи секакви наративи се залепат на темата. И секакви стравувања ризици кои што можеби не постојат. Да, веројатно боли повеќе историјата и отварањето на прашањата во историјата, како и да е, несмасно, не беше несмасно, веројатно беше од незнаење или можеби од некои други интереси кои што не би ги разглавал сега. Темата Бугарија и ЕУ
се наметна како клуч за СДСМ да не прави ништо друго освен да го испорача тој ден избори да добие уште еден мандат затоа што странците не сакаат многу. И тука мислам дека испрлјав ни темата Бугарија и темата ЕУ, а не си направивме самите на себе никаква услуга освен на ВМРО. Така што идеолошкото враќање назад, да, согласно ова што го зборам, првиот чекор ќе биде таков. Значи го напуштаме концептот кој што досега го за кој што досега се залагавме поврзан со темата на односите со Бугарија. Велиме ВМРО ДПМН има мандат, нека го одработи, немаме никаков ништо против да се внесат. Сите дополнителни гаранции кои што се потребни на државата и на јавност и на граѓаните, очигледно се потребни да се обезбедат и да одиме напред, затоа што македонскиот национален интерес е, меѓу другото, оваа држава биде дел од Европската унија. Стратешки интерес наш. Така што тоа треба да се случи. И не мислам дека е патриотизам ако се лупаме во гради, ако имаме црвени гради од тоа да зборуваме за Македонија, при тоа да бидеме гладни, скинати, да немаме нормално здравство и нормално образование. А луѓето не бегаат заради тоа во странство. Мора, значи, кога ќе престанат луѓето да се срамат од сопствената држава, тогаш мислам дека сме стигнале на доволно високо ниво на патриотизам. Значи, нас не треба практичен патриотизам, нас не ни треба фолклор патриотизам кој што е поврзан со знам или кој што е поврзан, повторно ќе кажам, со лупање во гради и со работи кои што припаѓаат на 18 или 19 век. Не ја негирам историјата, меѓутоа повторно ќе кажам, достоинствено да се влезе, пошто вие можете да имате достоинство во историјата, а при тоа да немате достоинство на здравство и достоинство на образование. Господин Деспотовски, се согласувам, апсолутно, но патриотизмот... Значи, тој практичниот момент, секојдневниот момент не недостасува. Да, ама патриотизмот е и ритуал. Гледате на Европското првенство во фудбал, сите луѓе, навивачи, играчи, представници, официјални лица ги пеат химните на своите држави. Ние параспор направивме од химната во Македонија. Ја менувавме, ја грешивме. Ние пред 3 години исто така бевме учесници. Пред 3 години бевме учесници на Европското првенство во тоашниот бевме во Букурешт. На двете утакмици кои што играше Македонија во Букурешт, со едната со Австрија, другата со Украина, бев. Прекрасно беше чувството да видиш македонец на тие трибини. Таму, затоа што химната се пееше од сите, а и пред и по утакмиците во центарот, во стариот центар на Букурешт, атмосферата беше прекрасна токму македонските навивачи. Така што ова сега што го гледам само ме потсеќа на тоа што веќе ние го направивме пред 3 години. Па пробети во Скопје тоа, не е толку страшно. Не. Проблемот е во Скопје, се да го донесеме Европското првенство тука, ќе сватите колку постои тоа и ќе луѓето ќе нас. Ама може да отпеете химната и без Европско првенство, може да отпеете на конгрес, на утакмици тука кога играме на пошто редовно ги следам сите утакмици бар на фудбалската репрезентација, значи секоја си ја пееме химната со децата. Си ја пеат сите. Сакам да кажам дека така ние го имаме тоа, го немаат само србите, албанците и хрватите. Чукањето во гради Македонија, нели, како секојте да не е суштината на патриотизмот, но на пример СДСМ во името го содржи зборот Македонија и бидејќи сме двајцата поддржувачи на Преспанскиот договор, јас та не го кријам, јавно го кажувам, и во она време и денеска, има во Преспанскиот договор, на пример, еден дел кај што вели и приватните ентитети кои примаат државни пари, државни фондови, треба да ги променат своите имиња и да пишува на Република Северна Македонија. Вие сте Социјалдемократски сојуз на Македонија. Го кршите Преспански договор. Ќе го смените името? Не. Ќе кршите договорот? Или нема да примате државни пари? Не. Чаре. Чаре како и досега, знаете како сега, значи, ајде да не бидеме наивни и ние, значи и како и досега вам е познато. Да не бидеме наивни и ние. Значи и грчката страна и македонската страна секој си го мислам видите, клучните работи од тој договор се тоа македонски народ, македонски јазик, членство во НАТО. Делот со членството во Европска унија ни го должи се уште меѓународната заедница, се разбираме.
Освен тоа, другите практични елементи, таблите што не се сменети од другата страна на границата не се сменети. Секако од наша страна знаете како се стварно, не мора да бидеме ние па до толку доследни од проведување, па сега ќе менјаме имиња на политички партии. Па ги сменивте македонски опера и балет, веќе не е тоа. Тоа се институции, согласувам, иако тоа се институции, меѓутоа кај политичките партии прво никој не го бара тоа. Па ги утепавте ови од Ману им викавте смените го, па приватно е Ману, што има врска со ова. Исто како партијава. Институција е сепак. Па не, партијата не е приватна затоа што е сепак организација, не се смета како компанија, меѓутоа знаете, ај окей, вака ќе. Не е државна институција. Свесно ќе окршиме преспанскиот договор затоа што мислам дека имаме доволно простор тоа да го правиме. Имате простор? Доволно. Добро, храбро. И вие денес да го скршите преспанскиот договор. Не, стварно мислам дека имаме доволно простор. Океј. Пред крај на овој разговор би сакал да ми објасните што сакавте да кажете со една ваша изјава кај што велите дека на СДСМ во овој момент му се заканува распад на најмалку 3 фракции. Не беше тоа моја изјава, тоа излезе од некоја моја изјава, па новинарот се додал свое мислење и после го пренесува како моја, не е тоа моја изјава. Секако не сум го кажал тоа. Сигурно. Тоа беше пред неколку дена, дури мислам дека реагирав кај медиумот заради тоа што имаше моја изјава извадена од некој видео парче што сме го пласирале и после имаше коментар на новинарот. Ама коментарот на новинарот беше проследен потоа во сите што го преземаа тоа, така што не е тоа моја изјава. Добро, што може да се случи за распадот на 3 фракции далеко тоа? Што може да се случи ако вие не бидете избран в недела на изборите, во некои спекулации, луѓе што ве познаваат или помалку ве познаваат, или сака да мислат дека ве познаваат, се едно, велат, ако не успее, Јово Деспотовски ќе формира нова партија. Не ме познаваат тоа доволно тие. Значи не би го направил тоа секако. Јас сум во партијата 30 години, не е никаква гаранција дека нема да се излезам ако сум 30 години, меѓутоа и мојот татко бил дел од СДСМ, беше дел од првиот централен одбор откако СДСМ, уствари не СКМПД беше тој централен одбор, значи трансформацијата од СКМ во СДСМ во еден краток временски период. Така што и мојот татко бил таму, мојот дедо беше партизан, член на Сојуз на комунистите, односно на комунистичка партија. Немам јас друг дом. Така што едно и второ, вчера имаше интересна дискусија во едно од скопските општински, истото прашање ми го поставија. И знаете како, на крајот на денот навистина сум будала да излегувам од голема партија и од мала. Тоа што го прават другите, така што јас значи и досега и од сега натаму за моите ставови, за моите политики ќе се борам на трево СДСМ, затоа што навистина мислам дека имаме штоф. Да бидеме оној СДСМ кој што го зборувавме на почеток, кој што луѓето сакаат да го бидат. 2 дена сме до изборите. Се очекува еден од кандидатите кој е сигурен, словно речено, за вториот круг, да биде Венко Филипче поради оваа поддршка што има од структурата на ЗАЕФ. Јас да повторам за оние што не ме слушнале до сега, јас го поканив Венко Филипче да дојде во ова представување. За жал тој единствен не прифати. Ќе сакав во 4 очи да го прашам тоа што и сега би го кажал. Ја просто не ја разбирам. Јас сум еден од тие луѓе, може да се малку, може би се доволно, кои просто не го разбираат целиот тој опит, целиот тој обид на Филипче да се факторизира. Целата таа еротика на овој процес, поврзувањето со ЗАЕФ. Сето тоа не го разбирам и тој обид за октруирање на лидершип, бидејќи тоа би било, според моето мислење, тоа би било дежаву, тоа би било веќе видено, нешто што веќе е видено и веќе е сериозно поразено во СДСМ. За жал немав можност да го прашам Филипче да ми одговори. Тој вазви одговори во една скорешна изјава, вика дека ваквите обиди за дискредитација на вас алудираше само ја слабеат партијата. И велама се вратам на прашањето. Филипче е еден од кандидатите, вие имате исто така добри шанси. Што може да се случи овие ден-два пред изборите? Некоја драма неочекувана, повлекување на кандидатите, групирање околу еден кандидат.
знае СДСМ да произведе такви ситуации. Да, ама тоа се ситуации од кои што сакаме да ги оставиме зад нас и да не се повторуваат, така да драма. Избори како избори секогаш привлекуваат внимание. Можеби оние кои се чувствуваат недоволно подготвени или недоволно подготвени влегле во трката евентуално да се обидат да често се излечат од постапката, не значи не може да коментирам на вистина. Има ли зајак во тркава? Знаете на они напред што трча 50 метра, после се откаже, па Јас се обидов многу често на почеток, баш да ги избегнем овие прашања сега. И да не ви одговорам на прашањето, самиот факт дека го поставувате прашањето не е добро. Самиот факт што ги поставувате овие последните две прашања не е добар општо за впечатокот за изборите. Поднесов една изјава во која што ги понуди другите да потпише дека кој да влезе во процесот, на крај ако не биде избран, нема прифаќа никаква партиска позиција, ќе продолжи да действува како член на партијата. И тој одбија другите да прифатат од за нив познати причини. Со тоа ќе покажавме дека навистина сме посветени на трката и навистина сакаме да стигнеме до крај. Идеме председател на СДС. Не се случи, неа прифатија, не е важно. Втората работа беше повикот на јавна дебата. Че не може човек да размислува и да сака да биде и да смета дека може биде председател на најголемата опозицијска партија во државата или една од двете најголеми партии во државата, при тоа да има проблем со појавување пред камера. Проблем. Како утре ќе го повикате Христијан Мицковски да искочи со вас на дебата. А треба го повика. Сите председатели на оваа партија, од Бранко Црвековски наваму, секојаш ги повикувале лидерите на другата страна на дебата. Обично од ВМРО бегале од дебата. И сега ние му даваме пенал на Мицковски, утре кој ќе го повикаме на дебата да каже: "Ајде, вие не сакавте меѓу себе дебатирате, мене викате, гледате си работа." Чи би го кажал сега го тоа. Така што имаме две супер можности да покажеме дека сме сите достојни на процесот, дека влегуваме со чисто срце и со чиста намери, дека навистина веруваме дека можеме секој од свој аспект да биде председател на таква една партија. По пат се случија ваков тип на работи кои што не доведуваат во ситуација да вие сега поставувате вакви прашања. Легитимно од ваша страна, немам одговор на тие прашања, меѓутоа не говори убаво за самата постапка. Добро, да посакаме сепак внедела да биде секако што треба, да биде еден добар изборен ден за СДСМ. Веројатно го споделуваме мислењето, еве јас го кажувам и јавно, дека еден мокен СДСМ, еден силен СДСМ, макар и во опозиција сега, нели, па би рекол особено во опозиција и е потребен на државата, бидејќи не е убаво да биде оставена една демократска држава без контрола, парламентарна, без check and balance, и самата трка, политичка игра, самата е станува неинтересна, здодевна, опасна за оние што ќе освојат апсолутната власт, нели? Како велат, апсолутната власт апсолутно расипува. И за крај само една изјава ваша што ми остави малку чуден впечаток, може би излечена од контекст, така ја прочитав некаде. Велите на еден од тие ваши собири, партијата велите си има куќен ред, од 30 јуни поставуваме куќен ред, нов куќен ред, па се договарате кои ви се ставите, се знае кој ги презентира тие ставови, кој ќе ги пласира. Сега вие правите партија, демократска или куќен совет? Не, куќниот ред постои во секоја организација од највисоко на најниско ниво. Така што куќниот ред подразбира дека одредени правила на однесување треба да се почитуваат. И тоа беше ставено во контекст на прашањето, тоа беше одговор на прашањето како партијата ќе има контрола врз пратеничката група, имајќи го предвид мојот став дека никој од актуелното раководство на партијата, поголем дел од пратеничката група се членови на актуелното раководство или поранешни министри, дека нема да биде дел од партиското раководство, како ќе имаме контрола врз нив. И тоа беше одговор на тоа прашање. А прашањето е тоа, ако припаѓаат на одредена политичка организација, политичката организација си има свој куќен ред. Ставовите се ги градиме внатре во партијата и се договараме кои тие ставови ќе ги пласира. Ако процениме дека не е пратеничката група таа што ќе ги пласира тие ставови, тоа што нема да ги пласира. Ако се отстапи од тој куќен ред, кршењето на куќниот ред повлекува одредени санкции, тоа беше таа изјава. Оред, господин Деспотовски, јас ви посакувам успех в недела.
Може би ќе гледаме двокружни избори. Како и да е, и на сите кандидати, бидејќи со ова ја завршувам овој мој мал проект на представување на кандидатите, им посакувам успех. Вас посебно, бидејќи еве дојдовте 2 дена. Немате изборен молк? Немате. Утре е изборен. Утре е Иако не изборен знам молк. како се практикува, искрен да бидам, затоа што и за парламентарните избори имаш изборен молк, ама социјалните мрежи сега го си работат, така што да. Овој разговор секако ќе се Да. појави пред изборниот. Денес си функционира социјалните мрежи за изборниот молк за време на парламентарните, така да искрено не знам како функционира. Да. Нека биде добро за СДСМ, така ќе биде подобро за државата, па се гледаме од понеделник со нов куќен ред, со стар куќен ред, тука сме. Куќен ред дефинитивно, благодарам. И со нов почеток. Благодарам. Благодарам на вас.